Добро вечер, почитувани гледачи. Во ова врело попладне, кое наликува на вистинско лето, иако се уште календарски сме во пролетта, започнуваме новата емисија Врел Костен на телевизија Сонце. Сакам да ве информирам дека имаме мала техничка грешка во насловот на емисијата. Очигледно се подкраднала грешка. Насловот на овој Врел Костен е каква реформа е потребна на изборниот систем во Македонија. Оваа тема ја наметнав на нашата програма од причина што актуелната политичка криза во Македонија, која се уште трае и никако не може да дојде до соседната катарза, до вратата зад која што стои незиното решение. Политичките разлики меѓу главните политички партии во Македонија се толку големи, што таа нивна борба меѓусебна за власт ја доведува Македонија во ќорсокакот од кој што тешко може да излезе сама, па затоа беше потребно амбасадорите на резидентните амбасадори во Македонија на Европската унија и Америка да притекнат во помош и да почнат да го решаваат овој проблем. Македонија никако не слегува од главните негативни наслови во медиумите на блиското и подалечно соседство. Но, тие неуспешни преговори, што се одвиваа прво во парламент, во клубот на пратениците, преговори заради разговори, потоа во Страсбур, па во Пржино, па во Брисел, и сите сме сведоци завршија неуспешно, иако другите велат сите врати не се затворени, но тоа е тоа. Оваа криза наметна еден проблем за кој што вечера ќе разговараме, а тоа е она што ќе се случи во април идната година, имено, бар тоа е сигурно, ќе се одржат во април 2016 предвремени парламентарни избори. Но, за да тие избори, меѓу другото, бидат излезно решение од оваа криза, мора претходно да се разрешат некои проблеми кои доведоа до оваа криза. Имено, многумина ќе се согласат дека изборниот закон, што досега беше во сила, беше генератор на проблемите што ја манифестира и оваа криза низ која што сега живееме. Мои ваши гости во оваа емисија, во оваа дебата на Врелиот Костен се господинот Туше Гошев, адвокат од Скопје, поранешен министер во првата влада на СДСМ и пратеник во Македонскиот парламент од 1992 до 1994 година беше министер, а потоа пратеник. Јелена Поповска, председател на политичката партија Дом, и професор Јанко Бачев, председател на политичката партија Народно движење на Македонија. Мои почитувани гости, добро вечер и добре дојдовте во Врелиот Костен. Добро најдов. Пред да продолжиме со емисијава, дозволете да ве поканам, почитувани гледачи, и вие да се вклучите со ваши прашања, сугестии, мислења и предлози. Штом ќе ги видите нашите телефони на ТВ екранот. Но, ве предупредувам дека при тоа ќе мора да го почитувате потребното ниво на пристојноста на јавниот збор. Но, да почнеме, господине Гошев, дебатава да ја отвориме со вас. Кога е по прв пат стапен во сила законот за избор на пратеници во собранието на РМ? Ако мислите на првиот закон за првите парламентарни избори кои се одржаа 1991 година, значи стапен е законот 90 година по принципот на апсолутното мнозинство, што беше и по овој изборен модел избран првиот парламент. Важењето на тој закон беше и на вторите парламентарни избори, каде 1994 година повторно се примени истиот модел, така да Република Македонија беше поделена на 120 изборни единици, во која изборна единица се бираше по еден пратеник и се применуваше принципот на апсолутниот принцип на мнозинство, каде што граѓаните непосредно го даваа својот глас за кандидатот кој беше предложен од партијата. Многуина ве сметаат за автор, вас за автор на тој закон, точно е тоа? Не само на овој закон, туку сум и автор на вториот закон, сум учествувал активно во изработка на вториот закон, кој беше донесен 1998 година, каде за прв пат се направи мешовит модел на избори во Република Македонија, 20% беа по мнозинскиот принцип, а 80% се примени принципот на пропорционалниот модел по Донтовата метода,
кој до ден денеска практично владее во Република Македонија после носењето на новиот закон за парламентарни избори, каде што веќе беше заборавен мнозинскиот принцип и докрај се примени пропорционалниот модел на изборите. Поповска, дали според вас оваа криза што сега ја потресува Македонија е резултат на проблемите што ги генерираше тој закон, односно тие закони? Не директно. Има многу причини за оваа криза сега, меѓутоа, меѓу останатото, моделот изборен придонесе за јакнење на двете најголеми партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, и можност за формирање многу јаки влади со јако влијание на едната или на другата партија. При тоа се случува кога ќе се добие преголема моќ, тогаш не секој може да биде отпорен на таа моќ и се случува од преголема доминација партијата да премине во некои недобри методи на владење. Така што и овој пат мислам дека една од причините за девијациите кои што настана со оваа влада е токму прејаката моќ, затоа што на почетокот 2006 година, кога се формираше коалиција, каде што и ние како дом влеговме, учествувавме, до 2010-та, некаде би рекла, тоа беше навистина добра влада, каде што се почитувавме меѓу себе и каде што можеше да се развие една демократска дискусија, каде што темелно се дискутираа законите и каде што се почитуваше различното мислење. 9-та, 10-та, тука. И не ги гледавте дефектите на изборниот закон? До тогаш не беа уочливи, затоа што до тогаш, посебно до 2009 година, во владата немаше такво апсолутно силно мнозинство и доминација на ВМРО ДПМН, но дури на изборите парламентарни 2008 се доби уште поголем број пратеници од таа партија, понатаму 2009 година се доби председател од таа партија и на локалните избори речиси на секаде добија градоначалници и убедливо мнозинство во советите од таа партија. И мислам дека таа преголема концентрација на присутност на една партија во власта на сите три нивоа доведе практично до можност за одредени девијации, затоа што, како што реков, не секој човек може да го издржи притисокот на моќта. Така. Бачев, кој е вашиот коментар за изборното законодавство во Македонија? Дали е вашата оценка позитивна или негативна? Па ние како Народно движење за Македонија, како партија која што во основа се бори за одбрана на македонските национални интереси, работите малку и ги гледаме повисоко од аспект на Македонија, не од голата политика. И ова изборниот законник точно е еден дел генерира тие проблеми, бидејќи еден таков модел дозволува во 25 годишната парламентарна историја. И ние имаме една ситуација во која што на власт се менуваат ВМРО ДПМН и СДСМ, а во Македонија не се менува ништо и на земјата не е оди добро. Впрочем, сега сведоци сме сега со актуелнава криза, гледаме тоа една поразителна ситуација во која што двајцата најодговорни во моментот, Заев и Груевски, за еднината на земјата, не сакат да седнат, не сакат да го изразуват македонскиот народ со фактот да постигнат најпоследно домашно единство, во кој што ќе го решат проблемот. И гледате вие како тргна тоа, најпрви делегации на ВМРО ДПМН и СДСМ отидоа во Брисел, европски бюрократи дури ги бламираа на отворена сцена, велеа ги викаме тука да ги учиме на демократија и диалог. Што е поразително, едностранна ситуација за нас македонците. И вчера го видовме истото. Кога гледаме формулации од Хан и другите таму присутни странци, кога викаат дека апелираат на одговорно однесување, на лидерско однесување во интерес на граѓаните на Македонија, во интерес на земјата, а додека нашите лидери, нашите Груевски и Заев како македонци не сакаат да се видат лично, да седнат и да решат кризата. И од тука јас сметам дека сега кога се врати во земјата треба да седнат двајцата со домашна памет, со домашно знаење, да седнат и да ја решат кризата и да го израдуваат македонскиот народ така со едно домашно единство, а не да не бламираат по европски институции. Впрочем, борбата за власт е секогаш попримамливи. Тоа сакам да го кажам, тоа е веќе таа болна амбиција, кој да биде премиер, значи ставено е се на една коцка, кој да победи бидејќи... Затоа што оној што е премиер го раководи и државниот буџет. Господине Гошев, да се вратиме малку назад во политичката историја на Македонија. Кога изборниот закон во 90-та и потоа беше неговите измени, кој беше од
вашето обкружување, кога ги пишувавте тие закони, најогнени поддржувачи токму на овој модел чисто мнозински? Јас поинаку би ја поставил тезата, би ја поставил како се одразува изборниот модел врз остварувањето на темелните вредности на уставниот поредок кој го донесовме и кој постигнавме консенсус во македонската држава да го градиме тоа општество по принципот како што е определен уставот. Ние во уставот немаме идеолошки текст, кај нас е исплицитно определена надлежноста на институциите согласно на уставот, не само на надлежностите, туку и на кореспондирањето на органите измеѓу себе. Во остварувањето на уставните определби како што се поставени во уставот, во членот 8 ги утврдивме и темелните вредности на уставот, кај што се основните слободи и права на граѓаните, правната држава, владење на правото, поделба на власта, заштита на правото од собственост и уредување на еден парламентарен модел каде што граѓаните, согласно на член 2 од Уставот на Македонија, точно ќе определат на кој начин ќе агаат таа представничка демократија. Ако поставиме односот како се одрази во овој временски период овој изборен модел, треба да погледнеме како парламентот си ја исполнуваше уставната обврска која му е поставена во остварувањето на темелните вредности на граѓаните кои ги беа утврдиле и кои му ги гарантира Уставот на Република Македонија. Парламентот во Република Македонија е законодавен дом кој има две функции, кои во суштина е носењето на законите и изборната функција на избор во вршењето на јавни функции кои ги бира собранието во својата надлежност утврдена согласно на Уставот. Ако појдеме од нормативниот дел, каде што треба да го надоградува правниот систем во Република Македонија заради остварување на тие темелни вредности, во овој временски период парламентот не ја положи улогата или функцијата која му е дадена согласно Не го положи испитот на демократија. Не го положи, нормативно не успеа да воспостави самостојност во носењето на законите, не носеше квалитетни закони кои ќе значија надоградување на правниот систем на Република Македонија, кои се почесто ќе ги гарантира основните слободи и права гарантирани согласно на Уставот. Почесто измените на законите ги праеше и тоа со крпење на законите, со редовна промена на законите, кои во суштина законите не станаа општи правни правила кои треба да уредуваат неодреден број на случаеви и да ја негуваат правната сигурност на граѓаните и правната држава и владењето на правото, туку законите станаа инструмент за остварување на даден интерес, кој е директно во спротивност со основните постулати и вредности на Уставот. Тоа значи работите поставени Што значи дека тотално наопаку, ваквиот изборен модел избра пратеници во персонална основа кои не беа одговорни на својата задача која има согласно на Уставот и задачите кои му ги пренесува граѓаните со давањето на својот глас или пренесувањето на народниот суверенитет на представниците во парламентот. И вториот дел сакам. Тоа што сега го говорите малку теоретски е, гледачите да не се збунат. Дайте им некој пластичен пример. Пластичен пример. При носењето на законот за собственост и други стварни права, од кои произлегуваат и другите закони, посебно законот за градежно земјиште, законот за земјоделско земјиште, законот за градба, законот за шуми, настануваат такви промени или крпења на законот, кои всушност уште една одредба од законот, едно измено и надополнување на законот не стапил на правна сила, веќе се менува. Што значи дека законот не е веќе општо правно правило кое ќе ја гарантира правната сигурност на граѓанинот кој треба да ја остварува во системот, туку станува инструмент на власта во уредување на односите што е во директна спротивност на темелните вредности на Уставот. Сакам сега посебно да кажам, ако ми дозволи. Ако ми дозволи, во делот на изборната функција на парламентот, каде ги бира во своја надлежност ги бира и функционерите кои треба да ја остваруваат власта, а посебно владата на Република Македонија, бидејќи парламентот согласно на Уставот ја бира владата, основано се поставува прашањето: дали ваквиот парламент го обезбеди основниот принцип, а тоа е принципот на чек баланс или кочница и рамнотежа на властите? Дали овој парламент е веќе способен да побара од владата политичка одговорност за било кое прашање?
И дали во тој временски период од 10 години од важењето на правна сила на тој закон, собранието некогаш побарал и утврдил одговорност од владата за било кое прашање. Од тие причини, основано се поставува прашањето. Дали системот на кочница и рамнотежа на властите го исполнил парламентот со ваквиот состав? Мислите, дали било кога од самостојноста на Било кога, Македонија да. го направило? Не го направило, во првиот парламент го направил. Не, никогаш нема. Кога ВМРО гласаше против својата влада и владата на Клюсев падна во собранието. Не, тоа беше експертска влада, разлика, не беше. важно е. Добро се, Вачев, зашто се залага вашата партија Народно движење на Македонија околу реформите на изборното законодавство во Македонија? Па Имате ли некој концепт ваш? формално правно соговорникот го објасни тоа како изгледа, ја ќе се обидам малку да бидам попрактично, бидејќи сметам дека емисијата нели доколку е попрактична ќе биде и покорисна. Само една реченица ќе кажам што го спомна ова, нема таму да се обиде тој чек баланс што зборуваше, бидејќи 25 години тука големите партии и тие кандидати за пратеници ги бират единствен квалитет да имат, да знаат да го разликуваат црвеното од зеленото копче во собрание, кај да стиснат. Толкав квалитет се бара од нив. Друго не се бара. И затоа собранието не е такво какво што е такво. И илузија да очекуваме што вели соговорникот дека собранието ќе побара некој пат одговорност од владата. Затоа е Мислена именка, и мислена именка. Сега околу ова што кажавте, за како ние тоа така во јавноста не беше добро пренесено со оглед на тој медиумски мрак што владее во земјата. На 18 мај на Груевски на Заев им доставивме лично предлог план за излез од актуелната криза. План во 7 точки, од кои што 2 веќе ги прифатија, ама ги прифатија преку хан. Они мислат дека странската памет е попаметна од македонската, па затоа одат таму и ја бламираат земјата. Што содржи тој план на кратко, така телеграфски во тие 7 точки? Во првата точка им предложивме, значи, две алтернативи. Едната е изборите да ги спроведе актуелната влада со оглед на изборната победа што имаше во април 2014 година и втората алтернатива е преодна влада. Со тоа што предлагаме доколку се дојде до преодна влада, тоа да стане системско законско решение, бидејќи многу веројатно е дека во идни претпоставени околности, ако ВМРО ДПМН не биде опозиција после 4-8 години и тие ќе го прават истото. Ќе викат па тогаш Заев како премиер не е демократ, нема фер избори, дај пак преодна влада, затоа ние предлагаме тоа да стане законско решение, системско решение и на секои наредни избори, на 3 или 6 месеци пред изборите да преодна влада да ги организира сите избори. Дали се сеќавате на интервјуто на претходниот американски амбасадор Пол Волерс новогодишното во декември лани? Тој изјави дека секогаш во Македонија 6 месеци пред изборите владата треба да поднесе оставка, да се формира експертска влада која ќе ги реализира тие. Значи едно тоа првично решение им го предложивме. И вчера тоа помина така во јавноста малку понезабележително, немало противење од Заев од Груевски, тоа да преодната влада да стане системско решение на секој наредни избори, значи мислите дека тие се согласиле или им било речено? Да, тоа во јавноста не беше пренесено. Па сега дали им било речено, дали тоа во јавноста малку помина незабележително тој момент. Тоа е значи првиот момент што ние им го предлагавме од планот наш. Вториот момент е околу медиумите. Ние предложивме една варијанта само за овие избори сега што ќе бидат наредни, комплетно да се финансираат од буџетот. Што значи тоа? Значи, сите медиуми, приватни и државни, да бидат обврзани, времето определено за изборна кампања, во таа 20-дневна изборна кампања што трае, равномерно на дневна основа да го расподелат на сите партии еднакво што ќе учествуваат на изборите. Сега, бидејќи имаме приватни медиуми да не бидат обештетени, тие за да се утврди еднократно утврден паричен надомест што ќе им се даде на приватните медиуми, што бесплатно во тие 20 дена кампања равномерно ќе го распределат времето на сите партии. И со тоа го решаваме најболното прашање и за медиумите и за партиите. Медиумите ќе бидат финансиски обештетени, а партиите ќе добијат еднаков третман на изборите. Не може сега ние како Народно движење за Македонија соопштение не ни се пренесува, а Груевски кога излегува најобична изјава дава пресконференција се врши носител на интегрално му се дава по 15 минути носител на Канал 5 на Алфа или пак сега овие другите опозицијски кога зборува Заев. Значи треба во тие 20 дена кампања равномерно да го определиме времето, да имаме еднаков старт и да тргнеме, али со тоа од буџетот да се сакате да кажете дека со тој ваш предлог таа стриктна поделеност на Македонија на два дела ќе се елиминира и малку ќе се разводи. Јас сум убеден дека ќе разбиеме, ако ние како партии добиеме еднаков третман, јас сум убеден дека овој пат ќе го разбиеме тој двопартиски систем. Тоа е значи втората. Третата варијанта беше Јас се извинувам, меѓутоа ние зашто дискутираме? Дали дискутираме за изборниот модел или за програмите на партиите? Јас имам многу што да кажам за нашата програма на дома, ма не сум за тоа викната сега. Ама сега бараме решение, нели за Не, ние зборуваме за моделите. За изборниот модел зборуваме. Па еве викам ќе дојдеме до тоа. Третото е да се Ама немојте да ги набројувате, дојдете
кажете директно, ајде, за моделот. Со цел да се надмине, па сега не можам јас, ние водиме сметка за Македонија, вие шетате по сите коалиции. Ама не може така сега. Ама сега не може. Политички препукувања. Јас на почетокот кажав сега, ние работи ги гледаме вака, ама господата Поповска ги гледа до директорските места. Ние ги гледаме повисоко до Македонија. Господине Бачев, ако сте само дошли овде, јас можам едноставно да си заминам. Повелете, заминете си. Ова е безобразно. Ама третата види сега, ама толку безобразно сега да ме се ослуша. Трета варијанта да подминеме изборната корупција, значи третиот момент. Третата момент предлагаме значи да се забранат сите тие трансфери од буџетот на 3 месеци пред изборите, само да имат плати и тие социјални помошти. Сега четвртата е Македонија една изборна единица како предлог, значи четвртата, бидејќи со тоа мислиме дека ќе се надмине тоа таа манипулација со малите партии да се злоупотребуваат гласовите, бидејќи после секои избори 70 до 90.000 гласачи остануваат без своји репрезентанти во собранието. Токму заради тоа што секој глас нема еднаква бројна вредност. Пета точка предлагаме да се забрани предизборно коалицирање. Ние сега имаме еден куп квази нарачни партии кои што ги формираат пред секои избори. Значи сите партии треба да се пуштат на избори, да се видат политичката тежина, а после изборите евентуално нека прават коалиции. Значи предизборното коалицирање да се забрани, после изборното да. Така. Шеста точка ја предлагаме во тие 3480 избирачки места. Значи да се даде еднаква положба на сите партии кои што делегираат членови во изборачките одбори. Ние се имаме ситуација во 3480 избирачки места. Само представникот на ВМРО и на СДСМ кои што седат од 7 сата сабале до 7 сата вечерта добиваат дневница од буџетот. А другите партии ако сакат да делегираат своји наблюдувачи на тие избирачки места 3480, треба да се ги платат од партиски извори. Или пак евентуално го не сакат тие да волонтираат. Значи тоа е едно така дискриминирачка одредба која што ги фаворизира само ВМРО, ДПН, СДСМ да имаат 3480 представници на избирачките места платени од буџетот. Тука мора да важи правилото за буџетски пари, или пари за сите партии, или пари за никој. Тоа се буџетски пари. Зборуваме за изборните решенија и изборните листи. Така. Вие се залагате за Македонија една изборна една. А забрана... за листите да бидат отворени или затворени? Нека има отворени. И последната точка, само седма да ја кажам да не должам него, да се прочита избирачкиот список. Тоа е едно прашање кое што оптеретува македонската јавност со тие фантомски гласачи и дај најпосле да го прочистиме тој избирачки список и да тргнем на избори. И ја не гледам сега тука што е тоа, што ја изреволтира толку господата Поповска. Ова се изборни решенија. Ја изреволтира затоа што употребивте некои формулации од вашата политичка програма. Ама не е програма, тоа е план. Јас желам да него донесам планот. Јас желам да него донесам планот. Тоа е план достоен до Груевски и до Заев. Јасно ми е дека малите партии тешко можат да дојдат до јавен збор и вие го користите ова. Поповска, вашиот колега Павле Трајанов поднесе во парламентот предлог формален да се измени изборното законодавство во Македонија да стане една изборна единица. Запознаете сте со тоа? А не знам дали сте вие запознаени дека ние за тоа се залагаме со години и дека Дом исто така е поддржувач на истиот тој закон, така што еве да ви информирам и вас сега. Инаку она за што се залагаме, што се однесува до изборниот модел, сметаме дека на Македонија и треба една изборна единица со отворени листи и со еднаков број жени и мажи на листите по принципот зип-зап наизменично. Зошто ова го велиме? Затоа што Македонија имаше еден развој во изборната регулатива, тргна од мнозински систем, каков што постои главно во Америка, во Англија и во ретко кои земји. Тоа е многу ретко застапен веќе изборен систем, затоа што тој фаворизира исклучиво две партии. Обично тоа се главно, Америка е типичен пример за тоа, е двопартиска држава и тој систем никако не даваше можност за третите опции. Поради тоа, гледач на линијата, памтете го зборот каде да видиме? Не го памтам зборот, не. Ако може да ми дозволите да се доискажам, просто. Повелете. Така што тој модел значи ги фаворизираше максимално, мнозинскиот модел ги фаворизира најголемите партии и прави двопартиски систем. Токму затоа на барање на другите партии, јас сум учествувала долги години, сум во политиката, токму во тие борби да се направи пропорционален изборен модел, па се почна со мешан систем како што кажа господин Одгошев, за потоа да се дојде до чисто пропорционален модел, изборен модел. И тоа беше напредок, голем напредок споредено со мнозинскиот модел, напредок на демократијата, затоа што дава шанси и на други партии да учествуваат и да обезбедат гласови. Меѓутоа, со
со одредено функционирање се виде, со одреден број години, се виде дека проблем настануваат во 6 изборни единици, затоа што ти можеш да имаш гласови, како што Дом, да речеме, имаше 2006, кога самостојно настапивме на избори, имавме гласови за тројца пратеници, но само во едната изборна единица, во првата, јас каде што ја водев листата, имавме концентрација на доволен број гласови за пратеник да влезе. Значи, другите гласови за двајца пратеници излегоа не употребени. 2013 повторно излеговме сами на избори, имавме 25.000 гласови, но тоа беа локални избори и таму исто така, значи, се случуваше одредена девијација, но тоа не е поврзано со 6 изборни единици. Значи, се залагаме, локални избори, се залагаме сега немате сега. За една изборна преговара единица. за избора, сега не слушам изборна програма на Дом, изборни резултати на Дом. Немате сега. Се залагаме за една изборна единица. И баш зборуване вистини, каде 25.000 Вашава дебата ќе го елиминира гледач. Ќе се ме прекина прега, сега мора да ја прекинам. Зборува за изборни резултати на Дом. Не, дама сега. Ама ако е дама сега. Јас не знам, ова изгледа некоја многу несериозна емисија, простете. И уште го дека лаже, немаше 25.000 гласа, чека имаше. Молам ќе расипнеме емисијата. Ало, добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас и до гостите. Повелете, кој се јавува? Како граѓанин кој редовно гласа на избориве, би сакал да, пошто и господјата е тука пратеник, би сакал да вака да отворам тема, вие отворивте темата, да го дадам својот допринос од тоа што би предложил. Дека сите играчи кои ќе сакаат да бидат кандидати за пратеници, прво да си формираат собствени листи. Зашто ние во овој период цело време се видоме достана се играчи игра со партии, па после станаа независни пратеници. Значи таа игра прво треба да се запре. Втора работа, по мене како граѓани нас ни треба амерички модел, каде што на едно гласање ќе се гласа и за председател, а председател ќе си ја прави владата. Бидејќи минатата година на изборите ние бевме жртви за да не пропаднат председателските избори, па имавме вонредни парламентарни избори, што е, мислам, по мене више нонсенс. А при тоа треба да се заборави дека има и доста изборни манипулации и јас сум за тоа Македонија да биде една изборна единица и сакале господата се лутат или не, овој стариот комунистички систем каде што од 50 ние ќе си биваме кој 25 ќе си ги изгласаме да бидат пратеници. Бидејќи се покажа дека сите сега играчи што идат пропорционално од листата што добиваат броеви на гласови, после тоа едноставно ги снемува. Вака граѓаните што гласаат ќе имаат прилика од тие 120 што ќе ги ставили 130 партијата што ќе ги стави на гласачката листа да си одберат за кого мислат дека најубаво ќе биде да ги представуваат и регионално, бидејќи имаме сведоци сме сите дека луѓе што уопште не живеат во Делово, Берово или во Делчево, го ставаат за носител на таа изборна единица. Дали ме разбирате? Со тоа би се намалиле прво тие манипулации. Второ, би се намалиле манипулациите околу притисоци врз гласачите. Не ќе се знае кој за кого ќе гласа и кој ќе се фаворизира. Значи така да се заврши работата, во мене ќе биде најубаво, а воедно веќе од сега натака, кој ќе има избори, да си го гласаме ние и јавниот обвинител. И така ќе завршиме работата во државата, ќе си ги следиме сите работи. Бидејќи нас додека партиите ни поставуваат јавни обвинители, гледаме театар што ни се случува во државата и само вака ќе си гледаме на емисии, ќе си ги кажуваме своите мислења. Значи, сите што мислат да бидат играчи во парламентот, ако не се политичка партија позади нив, ако сакаат да Може ли да поентирате, ве молам, затоа што предавања во емисијава не се баш најпрепорачливи? Јас како граѓанин го кажувам, ова не држам предавање, меѓутоа би требало изборниот викате изборен систем. Значи не можете да ставате веќе да биде преку партија да влезе во собрание, а после да се промовира себе си како независен пратеник. Ако сака некој да игра независен пратеник, ќе треба од почеток до крај да игра независен пратеник. Сакате да кажете дека никој што ќе добие мандат од политичка партија не смее потоа да преде во независен пратеник, а? Господјата е жив пример, каде што не доби гласови преку партијата на власт, а сега се прогласува себе си за независен пратеник. Не сум јас независен пратеник. Дом е самостоен, како партија излеговме со одлука на Централен одбор. Ќе поентирате или и настапуваме самостојно во ниедна коалиција во моментов на политичката сцена, да биде јасно. Ова што пратеникот момент само. Ова што пратеников Павле Трајанов поднесе официјален предлог за менување на изборниот закон.
тој предлага во неговиот предлог го елаборира детално. Да, тоа е наш предлог. Сега бидејќи сме заедно со предлагачи. Дали мислите дека парламентарно мнозинство ќе има слух да ги разгледа тие предлози и да се произнесе по нив, или повторно ќе биде црвеното или зеленото? Ако мене ме прашувате сега, во овој момент, бидејќи од коалицијата на СДСМ има неколку партии кои што се залагат за Македонија една изборна единица, сега треба, значи, партиите што се во коалиција со ВМРО-ДПМН и со СДСМ жестоко да притиснат во нивните коалиции, бидејќи сега е таква една ситуација кога се најранливи заедно фигуриски, да притиснат и да се избориме за тој модел. Македонија да биде една изборна единица. Али вака само со апели, со соопштенија, мислам дека тоа нема се постигне, доколку има една посериозна акција, еден посериозен ангажман и во двете коалиции, не ВМРО-ДПМН и СДСМ, мислам дека ќе дојдеме до тоа решение Македонија да биде една изборна единица и со таков модел, јас мислам, најпосле во Македонија ќе се разбие тој двопартизам. Кој ќе повелете ви? Ако претходно кажав на кој начин парламентот во овие 10 години ја остварил својата улога, а тоа е последица од изборниот модел кој беше применет во Република Македонија, сакам од тука да го извлечам поентата дека во Република Македонија е потребно да се спроведат нови избори. За спроведувањето на новите избори, за да ги надминеме тие грешки, треба да избереме и нов модел. Основна цел на секој изборен закон е на најверодостоен начин да ја прикаже желбата на државјаните во Република Македонија кој ќе ги представува во парламентот. Тоа е основната цел. Тоа е теориски поставено. Да. Тоа е основниот постулат на градење на суверенитетот на политичкиот народ. Сега, во примената на моделите, во современото општество, почнувајќи од 17 век, од Марсилија Падован, каде што е утврден мнозинскиот принцип на гласање во државата, постојат два модела на мнозински принцип. Тоа е на релативното или простото мнозинство и апсолутниот модел на мнозинство, кој беше применет во Република Македонија, кој и до ден денеска се применува во Република Македонија, а тоа е за избор на председател на Република Македонија и за избор на председатели во единиците на локална самоуправа. Градоначалниците, мислите? Да. Со воведувањето на пропорционалниот модел во Република Македонија дојде до хегемонизација на големите партии. Нивната идеологија на тоа супериорно владење со политичка моќ навлезе во сите пори на општеството. Вие сега оправдано кажувате да секој предлог кој не е желба на владеачката партија, дали ќе помине во парламентот, дали политичката моќ на таа политичка партија ќе се претвори во нормативен систем кој ќе биде најреален во Република Македонија да го постигне тој идеал. Сега, од пропорционалните модели, познати се повеќе модели. Ние го имаме Донтовата метода или Донтовиот пропорционален модел, постојат Саинте Лакве модел, постои Друг Бишов, постојат пропорционални модели со преференцијална квота, каде што кога еден кандидат ќе ги добие потребните гласови, тие гласови поминуваат на вториот, на третиот и на четвртиот и така натаму. Што значи дека пропорционални модели во суштина се два. Едниот модел е на затворени листи, по тие методи што ги кажав, и вториот е на отворени листи, по методите кои што ќе бидат определени во основните постулати, а тоа е прагот, начинот на изборот, начинот на предлагање, начинот на водење на избирачките списоци, предизборните кампањи, трошење на парите, способноста на државата да ја почитува редот и правдата во спроведувањето на тие. Тоа ќе значи два модела кои можат да бидат применети во Република Македонија. Јас сум во преферирање без разлика што е мнозинскиот принцип традиционален, но сепак има преференција во членот 2 од Уставот на Република Македонија, каде што вика дека граѓаните непосредно го пренесуваат суверенитетот на избраните представници во парламентот. Што значи дека граѓанинот не само во Република Македонија да одлучува за политичката програма на партијата, за идеологијата на партијата, за нивните интереси, имотни интереси, туку треба да одлучува и персонално дали тие избрани пратеници ќе бидат способни да ги спроведуваат тие регули во парламентот. Тоа е прашање. Јас се извинувам, а да ве прашам, господине Гошев, Да. дали сметате дека во Европската Унија земјите немаат доволно демократски системи, затоа што сите тие имаат пропорционални модели? Сега сакам и тоа да ви одговорам. Секоја држава
кога ги носи законите, не може вештачки да ги пренесува во Република Македонија, а тоа е дека вештачкото пресадување мора да биде во биномно значење, а тоа е колективното паметење на народот кој треба да го применува тој закон, неговата традиција на која живее во таа територија, затоа што ако со ваква идеологија не е способен да ги спроведува тие регули, ќе дојдеме до истата правна состојба како што и сега дојдов. Кажете легендата за жабата и конјот? Сега сакам друго нешто да кажам. Сакам да кажам за пропорционалните модели кои еве се преферираат, што не значи дека и тоа е точно, бидејќи уште во 30-тите години на 19-тиот век англиската кралевска школа спровела некоја анкета колку изборни модели има на светот. Уште тогаш утврдиле англичаните дека постојат 230 и неколку модели на избор. Сега јас повеќе би ја преферирал пропорционалниот модел на избор на отворени листи. А тоа значи дека гласачот или државјанинот како политички субјект да има два гласа. Едниот глас да го дава за партијата за која му припаѓа по опција, по програма, по своја идеологија и така натаму, а вториот да преферира кандидат кој партијата го дала на листата на која е предложена за тие избори. Па добро, се согласуваме, значи. Сега основано се поставува прашање. Отворени листи. Дали при таквата отворена листа ќе биде разбиено, што вика господинот Бачев, и партијските врхушки кои практично ги владеат сите пратеници, не го почитуваат пренесениот суверенитет на народот на пратениците, туку тие владеат со државата и ние не станавме парламентарна демократија, ние станавме партијска држава. Добро, таа дефиниција веќе се слуша овие денови многу често. Прашањето е, дали вие верувате дека ако се воспостави овој модел, граѓаните на Македонија кои се гласачи, со нивната култура на владење, со нивната култура на поимање на државата, ќе успеат да ги валоризираат на избори или повторно ќе гледаме пиштоли на избори, топаници и така натаму? Јас сум убеден дека ако се воведе овој модел на изборна единица, тој е покомпатибилен со карактеристиките, традицијата, културата, политичките односи во Македонија. И најпосле ќе доведе, значи, да се добие секој глас да добие адекватна валоризација. Што мислите вие? Само би уште две збора да завршам, после Бачев нека продолжи. Дамата е нека повели. Не заради дама, повели. Господата нека се доискаже. Не, сакам да кажам, на неколку емисии слушнав дека мнозинскиот изборен модел е конфликтен модел што ќе направил неред во државата со рушење на правото на избор, со ограничување, со не знам официјален и неофицијален и така натаму. Тоа не е прашање за кое треба Република Македонија да дискутира. Ние сме веќе парламентарна демократија 25 години. Сакате да кажете имаме полнолетство? Ние не само што имаме полнолетство, туку имаме и културен народ кој веќе го запознал парламентаризмот и знае што треба да постигне на изборите. Без разлика што одредени политички партии во овој политички момент мислат обратно или дека со својата хегемонија по идеологија, по моќ, по завист на членството од партијата, од раководството, ќе ја постигнат целта. Не. Тоа само ќе биде привиден пристап на покажување на политичката моќ. А сукобот кој го имаат двете партии не е ништо друго, туку е политичката моќ да се наметне на другиот, а другиот да биде избришан како субјект во државата за да не може да учествува во обликувањето и управувањето со земјата. Од тие причини, јас сум, доколку не се прифати мнозинскиот принцип на апсолутното мнозинство, каде што ќе се одлучува директно, персонално за граѓаните, не за политичката партија. Нека се примени пропорционалниот модел и тоа на отворени листи, каде што покрај преферирањето, давањето на гласот на партијата, да се преферира и кандидатот по редоследот како го дала партијата. Од вкупниот поединечен број на гласови, даден за кандидатот кој е напишан во листата за избор,
така да се формира редоследот кои пратеници ќе влезат во А парламент. не предходно пред изборите да се заземаат места. Па лидерот да прибере на првите 12 места своји луѓе кои сигурно ќе добие. Сега, тоа има двојно значење. Не само што лидерот ќе кумува на листата кои ќе бидат пратениците, кои во иднина ќе го поддржуваат во владата, во партијата и така натаму. Туку, со таквиот модел на затворени листи, многу луѓе во Република Македонија кои народот никогаш не би ги одбрал, станаа политичари и 25 години живеат од политика. Поповска, вие во вашево излагање околу пропорционалниот модел ја спомнавте Америка. Тој модел генерира двопартизам. Не. Кога зборувавме за мнозински систем, мнозинскиот систем го има во Америка. Да. И тој генерира двопартизам. Дали верувате дека ќе успееме да се извлечеме од таа стапица во која што сме паднати на тој двопартизам? Од причина што, гледајќи ја светскава традиција на политичките превирања во разни општества, гледаме дека двопартизмот е повеќе правило отколку исклучок. Не се согласувам апсолутно. Не знам дали сте информирани, меѓутоа во Европскиот парламент постојат повеќе пратенички групи во Европскиот парламент, меѓу кои што, значи, најголемите 4 се десна, лева, либерал-демократи и зелени. И има екстремно леви и екстремно десни. Така што ни случајно не се работи за бипартизам во Европа. Америка е таа која што го има, го негува бипартизмот и таа е, речи си, исклучиво земја каде што тоа се случува и каде што токму мнозинскиот изборен модел тоа го генерира. Инаку во цела Европа имате пропорционални листи, во најголем број случаи тоа се отворени листи, затоа што тие се подемократски и тие му оневозможуваат на лидерот да определува точно кој ќе влезе во парламентот. Значи, раководството на партијата прави одредена листа по некој свој приоритет, но граѓаните се тие кои што на крајот одлучуваат кој точно ќе влезе во парламентот. Токму неодамна бев во Европскиот парламент на една сесија за односите меѓу жените и мажите и таму говореше една европратеничка од Хрватска, која што беше од земјоделска партија и која што вели јас се нафатив на недобитно место на листата на мојата партија, затоа што од него избегаа сите мажи и ми го отстапија мене, сметајќи дека тоа и така е недобитно. Меѓутоа, и тоа било недобитно ако се оди од горе надолу. Меѓутоа, граѓаните ги прескокнале мажите пред неја и ја избрале токму пратеничката. И таа е сега европратеничка, затоа што граѓаните одлучиле дека неа ја сакаат, а не оние мажи кои што партијата ги предложила. Гошев, ако се прифати ова што сега го кажа како пример господјата Поповска и се примени тој принцип на отворени листи, како тие луѓе, кандидати за идни пратеници, ќе се најдат на тие листи, како ќе успеат да ја остварат својата политичка кампања кога партијата им дава пари за да патуваат, да лепат плакати, да држат говори и така натаму? Тие не ги вадат парите од свој џеб. Да, тоа е еден од начините практично да се наметне волјата на партијското раководство на членовите, практично доаѓа и до негација на признавањето на резултатите од изборите и од желбата на граѓаните кои ќе ги представува во парламентот. Тоа е негативната страна. Сакам друго нешто да кажам. Бидејќи бев судија или наблюдувач на изборите во Холандија, кога се спроведува и имав прилика да ги видам начинот на гласањето, кај нив гласањето беше избирачкото ливче беше претворено во таблет на компјутерот и точно на компјутерот сите партии кои учествуваа на изборите му беа редоследно наредени пратениците на листите. Кандидатите, не во хартиената, во електронска форма. Државјаните кога доаѓаа да гласат покрај легитимирањето дека имаат право да гласат и да го остварат својот глас, тие немаа гласачко ливче.
Тие само на компјутерот удараат точно на гласачкото листче што беше како табло. И веднаш гласовите се броја за секоја политичка партија и за секој кандидат. Да, за нормална држава ова е идеално. На Ова е тој начин, идеално за нормална што вика Бачев, се отстрануваат сите негативности кои може да бидат во спроведувањето, во фалсификувањето на гласачките ливчиња, во спречувањето на граѓаните слободно да изразат својата воља. Господине Гошев, ова што го кажувате да не е научна фантастика. Не зборувам сега. Знаете, сега ме интересира едно прашање да отвориме, бидејќи веќе одминавме со емисијава. Тоа е она што беше резултат на последниот парламентарен состав. Тој закон го генерираше овој состав што сега го имаме. Политичките теоретичари и луѓето што ја изучуваат оваа проблематика велат дека во минатите избори негде близу 200.000 гласа отишле во бунар. Од причина што тој модел генерирал некои гласови да се изгубат поради самата методологија на пресметување. И даваат една проценка дека доколку би бил другиот систем спроведен за овој што сега разговараме, резултатот би бил сосем поинаков. Се согласувате со тоа? Па видите, вака не случајно го кажав преска тоа дека за да имаме до крај фер избори, значи мора и во избирачките места што ќе бидат тие овластените представници на партиите да имат еднаков третман сите. Бидејќи еве на последните парламентарни избори, бидејќи ние како Народно движење за Македонија може да ги покриеме од сопствени средства сите избирачки 3840 места, и од 38.000 гласа, неважечи гласови од последните парламентарни избори, 14.600 беа од нашата партија. Ние го направивме увидот во ДИК, скоро 50% неважечи гласови беа со двојно заокружување на нашите ливчиња. И тоа е како резултат на тоа што немавме представници во сите тие 3840 А што ако имате представници, вашите представници ќе дојдат во конфликт со другите? Ќе гледат како се бројат гласовите, како се прават тие фалсификати. Од ВМРО да пълни СДСМ, кога се сами на кутиите, они тие преостанати ливчиња си ги делат меѓу себе, ги бутаат во кутиите или ги прават неважички од помалите партии, ливчињата, со тие прстени, со има сега таму тие механизми да не навлегуваме. Ако ќе имаме наблюдувачи сите партии, тогаш значи ќе има зајакната контрола. И не случајно ние ова само тука да потсетам, бидејќи вечерва требало значи да додадам со мене тие институционални иницијативи што ги имаме до собранието. Ние уште 2010 година по собранието поднесовме амандмани на измена на изборниот законник. Трајко Велјановски повратно не информира дека го дал на сите пратеници, но тоа остана закочено во собраниските фиоки. И еве сега пак се актуализира тоа прашање, да се надеваме дека сега ќе успее, бидејќи тој изборен модел нас ни одговара на сите партии. Еве да направиме на компарација со локалните избори последни, бидејќи таму нели во тие локални средини во еден круг завршуваат изборите, се бројат сите гласови. Ние на последните локални избори после ВМРО да понесе да сме освоивме трети изборен резултат. Имаме 15.537 гласови, 10 советника. Значи ги победивме сите останати партии после ВМРО да понесе СДСМ. Аман човече. Како? Сте ги заборавиле изгледа. Добро. Резултатите, бидете жив и здрав. Ама чека се, вие кажувате, не, ова мора да го расчистиме. Она кажа 25.000 гласови. Она кажа 25.000 гласови. Он има 6 советника. Ама слушате вака се. Слушате сега. Ама кажа 25.000. Ти кажа 25.000 гласови. Ама тоа се двојно бројање. Ова е веќе премногу ниско, ова е премногу ниско. Што е ниско? Проверете во ДИК ако нешто, ако не е точно, проверете во ДИК. Ако Народно движење за Македонија нема 15.537 гласови, ако нема 10 како тоа вам ДИК ви дозволи, простете, кога ние имавме 30 и кусур жалби до ДИК, за да ги видиме за увид после изборите, нам не ни дозволија. Дали сте вие толку близки со ВМРО да помне вам ви дозволи? Мене не ми дозволи. Читајте малку повеќе изборниот закон, не го дозволи тоа. Ви завидувам што вам ви дозволиле. Ама законот, вие читајте малку повеќе. Во изборниот, а вие сте пратник, сте го гласали тој закон. Има одредба која вели секоја партија после изборите може да се направи увид на избирачкиот материјал. Како не е дозволило? Како не е срам да се бламирате така во изборниот закон нема одредба? Немате така. Ако вака вие ова е страшно, пратеничка не ги знае законите, а дигала два прста. Ајде ви се молам, немојте. Ама немојте. Ова е уништена емисија. Не знам, ова ми е сега гледам кои ни биле пратеници, кои ни водат сметка за државата. Дозволете. Па не знам, Гошев има кој ни дозволил да видиме увид, а избориот закон содржи одредба кој што дозволува. Цело вративме бедрени и брими и дозволи како заменик председател на ДИК на законот. Добро. Што е јасно. Ова ми е стварно чудно. Тога се чудиме криви ни биле овие, криви ли биде оние. Ако дозволите. Не знам. Ние денеска не сме дојдени да ги решаваме грешките и правата на партиите. Очигледно страстите се толку. Да. Ама не знам, на неспорни факти. На неспорни факти Добро.
Гоше, Она еве. кажува 25.000 гласови, ама го лаже народ, ги брои двојно. 5.000 од Денко Скаловски Баче, на носна моја. листа и 5.000 од градоначелник ги брои како 10. Ама го манипулира народот. Добро. Мора да завршиме еве, за сега. Сега не, немојте. не. Ама мора сега вистината да кажеме, да гледат луѓето кога нас. Чекајте. Гоше, Да повелете. лажеме сега. Ние дојдовме денеска да дискутираме кој модел ќе биде најдобар да се примени во Република Македонија за да покаже позитивни резултати. Во мнозинскиот принцип, основната негативна страна на тој модел е да некоја политичка партија од вкупните победници кои ќе ги има добиено од сите изборни единици и гласовите, може да се случи да добие помалку гласови, а да биде победник на изборите, а онаа политичка партија која ќе добие повеќе гласови, да биде губитник. И основано се поставува прашањето за легитимитетот на формирањето на таквата власт. Тоа е основната негативна страна на мнозинскиот принцип. На пропорционалниот модел за кој еве пак се залагаат малите партии. Па секој глас се брои, така е. Секој глас се брои, но нема еднакво значење, бидејќи ако Република Македонија биде една изборна единица, малите партии во Република Македонија, ако се подигне прагот на влегување во парламентот, ниту една мала политичка партија нема да влезе во Сега ако дигнат парламентот. 10% точно дека нема да влезат. Сега, ако И втора работа. Повторно, вие сами му одите на големите партии, каде што они со примена на тие модели, на Донтовиот модел или на моделот са Интелакове, каде што на големите партии кои освоиле најголем број на гласови му се даваат и другите гласови, значи и оние гласови кои не ги стегнал повторно се во негова корист. Што значи дека маленките партии никогаш нема да бидат представени во парламентот. За маленките партии најпотребно и најполезно ќе биде или отворените листи со мал праг, или мнозинскиот принцип, каде што персонално граѓаните ќе си ги одберат пратениците во Република Ама и Македонија. соодветно медиумско представување на сите. Поповска, вие се согласувате со ова што го вели Не, Гоше? мнозинскиот Јас систем зборувам за моделот. за отворените листи пропорционални се разбира, тоа е така. Меѓутоа, мнозинскиот модел нема што тука, тој води директно во бипартизам и го имаат Америка го преферира и го користи, цела Европа користи пропорционални модели. Тоа е Баче, завршен збор. Па еве, јас го кажав моето мислење, значи ние сме за една изборна единица, али не сега да правиме манипулации, како што рече господин Гошев, ако се стави висок праг, џабе, пак ако биде една изборна единица. Значи да се направи, Отворени или затворени листи? немаме ништо против, нека бидат и отворени. Сега во таа смисла што нека се направи, нека биде и мнозински модел како што вика господин Гошев, ама да биде еве некој прифата тој наш предлог од тој план што кажуваме да има и соодветно медиумско представување. Тогаш да има еднаков старт на изборите и тогаш ќе се види правата политичка тежина на сите партии. Ако медиумското представување го користите на начин кој ќе ги привлече гледачите, а нема да ги одбие, тогаш веројатно ќе добиете и повеќе гласови. Гошев, Вие сега нешто сакате да ампутирате нешто во ред, ама Ако појдеме од фактот на констатациите дека во Република Македонија почесто имаме политички конфликти, тоа значи дека една политичка партија која има огромна политичка моќ, сака таа моќ да ја примени на сите други помали, понемоќни субјекти и да ги избрише практично од како субјекти во учество на изборниот надпревар. Ако појдеме од фактот дека до ден денеска во остварувањето на правата на парламентот не ги исполни своите основни функции, а тоа е функцијата да ги обезбеди основните слободи и права на граѓаните, нити да створи ефикасна држава со принципот на кочница и рамнотежа на трите власти, со кое ќе се обезбеди релативно стабилна хармонична целина и дека политичкиот надпревар ќе биде надпревар, а не сукоп, можеме да констатираме дека во Република Македонија крајно е потребно да се спроведат нови избори. Не да се решат конфликтите, туку да се примени правниот поредок и да ги видиме позитивните страни на тој правен поредок. А тоа е изборот на различните можности и оптирање на граѓаните, што е и основен
постулат на парламентарната демократија. Без оптирање, без латентен содор, без избор на различни можности, ние повеќе не сме парламентарна демократија. Туку наликуваме на нешто. Бидејќи малку повеќе памтам, вие одамна се немате појавено во јавноста. Ова ваше појавување на нашава програма значи дека во вас созреало сознанието дека треба да дадете придонес за демократизацијата на процесите во Македонија? Апсолутно, тоа е мојата и цел и намера. Јас не знам и не ми е јасно, бидејќи сум бил пратеник во првиот парламент кој го донесе Уставот на Република Македонија, кој го спроведе референдумот за независност на Република Македонија, а како министар во тој прв период ми поминале сите системски закони низ раците. Практично сум и еден од творците на тој поредок, на тој правен поредок во Република Македонија, и интересно е кога некој што правел и работел, кога му поминале 1150 закони низ раците, никој не го прашува барам за мислење. Тоа е денешното мое доаѓање да го кажам собственото мислење и ви благодарам што ме поканивте во емисијата. Поповска, повелете завршниот збор. Инсистираме на една изборна единица со отворени листи, еднаков број жени и мажи на листите, за да се постигне поголема демократизација на општеството. Поштувани гледачи, ова беше врелиот гостин на телевизија Сонце. Водевме дебата на моменти малку подинамична, тоа е нели во рамките на демократијата. Ви благодарам на вашето внимание и довидување до следната прилика.